Од почетокот на пандемијата и сега Струга е на врвот на општини со најголема смртност кај заболените од COVID-19, а Охрид се наоѓа на 6-та позиција. Ова го покажуваат најновите анализи за COVID-19 морталитет на 100.000 жители. Директорите на Охридската болница и на Центарот за јавно здравје велат за добивање на точната причина за ваквиот срамбиланс потребни се и детални испитувања, но високиот степен на смртност досега е поради тоа што 90% од хоспитализираните пациенти имале претходни хронични заболувања или се на постара возраст. Статистиките за Струга, за морталитетот, водат историја, односно потекнуваат најповеќе од пролетниот дел, кога бројот на смртни случаи и на оние кои што починале од COVID-19 беше значително голем во Струга. Сега имаме некоја иста динамика на луѓе кои починуваат од COVID-19 и во Охрид и во Струга. Моментално тие што ги водиме ние евиденција, воглавно околу 99% имаат други коморбитети. Значи, точно е дека имавме последните денови помлади пациенти, меѓутоа сите имаа некој свој коморбитет, не беа како што вика дека биле сосема здрави, имаа своји дополнителни коморбитети кои што донесоа до тие фатални состојби. Меѓутоа имаме од тие што се починете огромен дел кои што се постари. Имаме 94 години, 84 кои што ги водиме во системот дека починале од ковид. Во моментот во Охридската болница сместени се 111 пациенти, од кои околу 40 се на кислородна поддршка. Бројките на заболени и понатаму се доста високи. Дневно се вршат преку 80 тестирања. Исто толку пациенти со УПА доаѓаат на инфективното одделение, а кај хоспитализираните се трошат и преку 40 боци на кислород на дневно ниво. Матичи да некој знае да ни пуштат преку 100 пациенти на инфективно одделение и 100 на интерно одделение со температури, со сомнителни, така да то не е мала бројка. Значи, БОСА, болница е голема, фреквентна болница е. Сепак 111 пациенти да примите, не е ни лесна работа. Во саботата имавме 50 боци во еден ден потрошувачка на кислород. Само во еден ден, за 24 сати, 50 боци по 40 литри на 150 бари, толку се потрошија во еден ден. Во меѓувреме, се уште актуелно во градот е и објавувањето на списоци со заболени од ковид, што дополнително ги вознемирува граѓаните на Охрид. Овој случај стигна и до основното јавно обвинителство кое истражува кој ги пушта во јавност ваквите списоци.